Добар ден и добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Алцхаймеровата болест е вид на деменција што доведува до проблеми со меморијата, размислувањето и однесувањето. Дали е таа поврзана со старењето или не? За сето ова повеќе од разговорот со денешната гостинка, професор доктор Роза Крстевска, психијатар, од Ординацијата за психијатрија Хелиомедика 2. Професорке, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Добре нашла, ви благодарам на поканата и можноста да еве малце повеќе проговориме на оваа тема. Велат дека заборавеноста е првиот сигнал, првиот знак за Алцхаймер. Но дали заборавеноста е секогаш болест, бидејќи се случува сите понекогаш да бидеме расејани, да заборавиме каде сме ги оставиле клучевите, дали сме ја исклучиле пеглата од штекерот Така. и слично. Точно така, заборавеноста е многу важна како симптом. Многу луѓе денес и многу помлади нели се жалат заради заборавеност, меѓутоа тоа се должи на ова брзо темпо на живот, една деконцентрираност, една преоптевареност и така натаму. Кај Алцхаймеровата болест, значи Алцхаймеровата деменција покасно, е нешто друго, значи. Со старењето секако дека заборавеноста се јавува, нели? Меѓутоа има квалитативна разлика кога се работи за едно нормално старење, да така кажам, и заборавеност при тоа, и кога веќе почнува раната форма на Алцхаймеровата болест. Има тука разлики, нели, кои што не мора 100% да ги сватат гледачите дека ако веќе има нешто, дека тоа е сигурно деменција, затоа што постојат начини како точно се диагностицира деменцијата, што е многу важно, затоа што постојано, еве и оваа година, се апелира во месецот на Алцхаймеровата болест за рана диагноза. Што значи тоа заборавеност кај ние сите како старееме, нели нормално дека имаме проблем со меморијата, меѓутоа, знаете, тоа е да кажеме, ако постариот човек не може да се сети на некое име на луѓе кои што не ги видел скоро, може да биде едно нормално старење. Меѓутоа, доколку почне да ги заборава своите деца на името или да ги греши внуците, како се вика, значи оние кои што, да кажеме, секојдневно ги среќава, тогаш веќе треба да се посомневаме. Ако може би заборава што вчера се договориле со децата, зашто треба денес да направат, нели? Или да кажеме потекот на денот затоа што заборава кој ден е, колку е часот. Знаете, по 10 пати да го прашаат брачниот партнерот, нели, дома со или децата со кои што живеат, тоа веќе треба да не насочи дека може би се работи еден аларм, да побараме помош, затоа што знаете што Алцхаймеровата болест, која почнува дури 20 години пред да се јави деменцијата, почнува веќе промени во мозокот, меѓутоа првите симптоми знаат да се јават дури после 20 години, да се појават првите симптоми на болеста. Светскиот извештај за Алцхаймеровата деменција дури вели, дури 62% од здравствените работници во светот сметаат дека Алцхаймеровата болест е дел од нормалното старење. Значи, тука треба голема свесност и тоа го прави светот постојано преку своите активности на Алцхаймер здруженијата и така натаму, тоа и кај нас се прави во нашата земја, да се подигне свесноста дека Алцхаймеровата болест и Алцхаймеровата деменција всушност навистина представува болест. Тоа не е нормален дел од старењето. Така, тоа значи дека многу често знаците и симптомите на Алцхаймер се поистоветуваат со старењето и не добиваат навремена диагноза пациентите. Апсолутно тоа значи. Затоа што дури и матичните лекари, да кажеме, и семејството не ги забележуваат. Човекот во почетокот делува сосема, како да ви кажам, не манифестира некои јасни надворешни симптоми, и дури и семејството често пати кога ќе дојдат се зачудуваат кога ќе ги прашаме некои едноставни прашања, например за временска ориентација, просторна ориентација, некои настани од сабајле, од вчера, и доаѓаат пациентите често дури во напредната фаза, во умерена форма на Алцхаймерова деменција, иако како расте свесноста, се повеќе имаме лица во постара животна возраст кои што дури немаат деменција, меѓутоа сакаат да си се проверат. Доаѓаат на еден контролен слушаат преглед. за Алцхаймеровата деменција и си доаѓаат на време, дури и свесни, ја знам дека нема специфичен лек да ја излечам, меѓутоа да си ја успорам
нели, прогресијата на болеста. Бидејќи сите се плашат од тоа да се изгуби меморијата, не воопшто нешто страшно, работа. поготово ако имат искуство некој, кога некој член во семејството, дали мајка, татко и така натаму, нели во минатото имале деменција. Дали тоа значи дека има генетска основа болеста? Наследен фактор тука постои? Значи вака, ако веднаш нели за тоа зборуваме, прво да кажеме дека постојат сепак многу ризик фактори, меѓутоа во однос на фамилиарната анамнеза, секогаш ние докторите, дали психијатри, дали невролози, кои што едните и другите се компетентни за да диагностицираат Алцхаймерова деменција, практички секогаш прашуваме дали во семејството има некој член кој што имал деменција. Тоа представува ризик фактор. Значи, тоа не значи дека 100% ќе се наследи. Едноставно, како некоја предиспозиција за сите други болести, може да представува и таа семејна анамнеза. Но дали е тоа преку генетските фактори или можеби преку оние фактори на околината и на средината, кога семејството нели е изложено на истите тие фактори, сепак се уште во разни студии се уште се истражува. Постои една теза за еден ген, односно за наследување на еден ген за значи за бета-липопротеинот E4 се вика, кој што представува ризик фактор и тој е всушност кај оваа фамилиарната повеќе, да речам, предиспозиција. Меѓутоа, исто така, само 40 до 60% од лицата кои што имаат Алцхаймерова деменција се носители на овој ризик фактор. Останатиот исто така, малтене 50-50% не се носители, а имаат Алцхаймерова деменција. Значи, повеќе фактори се поготово во опрашани. Америка на ова многу, мислам така, има една, како да кажем, дури и на интернет може да си аплицираат, да направат тест, земаат нели плунка во епрувете и испраќаат го прават овој тест. Меѓутоа тоа не значи дека го има ако се носители на овој алел, Добро. дека сигурно ќе добијат Алцхаймерова деменција. Но имаат шанса поголема. Но како ризик фактор. А ризик фактор значи дека не е етиолошки, но е ризик фактор во комбинација со многу други ризик фактори е поголема можноста да се добие Алцхаймерова деменција. Дали во таков случај е поголема можност и да се добие и ран Алцхаймер порано во животот? Раниот Алцхаймер, кој што најчесто се јавува, значи и пред 60-та година, иначе границата меѓу раната форма на Алцхаймерова болест и касната е 65 години. Тука е веќе друга ситуацијата. Значи, кога се работи за тој пресенилен Алцхаймер, веќе тука генетските теории се повеќе студии има кои што зборуваат дека постојат 3 различни гени кои што почесто се среќаваат и кои е поголема можноста да се развие, значи, таква форма на Алцхаймерова болест, но тоа е многу мал процент. 1% од сите случаеви во светот со Алцхаймерова деменција се на оваа група на Алцхаймерова болест. Значи, таа пресенилна рана форма на Алцхаймеровата болест, што навистина е многу ретка. Значи, обично после 65-та година пациентите развиваат староста е основниот ризик фактор. И кој обично старењето. Кој обично најнапред забележува дека пациентот има проблем? Дали семејството или пак тој самиот е свесен дека почел да заборава? Значи, има различни, да ви кажам, случаи, затоа што сите ние сме различни како личности. Значи, во пракса среќаваме луѓе кои што се во таа почетна форма апсолутно критични и таа рана форма се уште расудувањето е доста запазено кај лицата со рана форма на деменција, кои што самите се оплакуваат дека забораваат, дека нели сакаат помош, бараат помош, затоа дошле на лекар и така натаму. Меѓутоа, за жал, често дури и семејството тие рани знаци не ги препознава затоа што смета па стар човек е. Од друга страна, знаете, обврските се многу смалени. Очекувањата од постарите лица, поготово во оваа ковид епидемија овие последните 2 години, знаете, семејството се грижи за набавките на исхраната, обврските во банки ги завршува, да ги заштити старите лица. Старите лица главно остануваат во изолација, контактот е намален. Заради апсолутно социјалните контакти кои што се протективен фактор, внуците не ги посетуваат. Значи, целата таа социјална стимулација изостанува. Изолацијата апсолутно е подолго присутна. Исто така, значи, тоа
тоа значи дека очекувањата од постарите лица се многу минимални и ниту семејството, ниту самите не ги забележуваат првите промени. Затоа што е всушност првите симптоми кои што се не само во меморијата, и границата, например, да ја направиме помеѓу лицата кои што забораваат во постара животна возраст и Алцхајмеровата деменција, границата е всушност она кога постарите лица, за разлика од претходната ситуација, веќе не можат да ги завршуваат оние секојдневни животни активности кои што претходно ги извршувале. Како, например, задачи. Јавување самостално на телефон, ако претходно го можеле, нели тоа? Сега одеднаш што имаат проблем со апаратчето, со телефонот, нешто. Не се способни да ги платат во банка сметките, не се способни сами да се грижат за лекарствата, да отидат на матичен лекар, нели? Не се способни превозот да си го организираат. Не се способни посложените активности дома, например, очекување гости, припрема, правење вечера или ручек и така натаму. Значи, сите тие организација околу хигиената, перење, машината, уклучување и така натаму. Значи, овие се нарекуваат така наречени инструментални животни активности, кои што кога ќе почнат да се менуваат, и не се заради, да речеме, некоја друга соматска состојба, некоја друга болест тешка, например, не може да се движат или не знам што, практички тие се знак дека веќе почнува Алцхајмеровата деменција. А во оваа ситуација, како нели постарите се наоѓаат во една заштитена ситуација, ама изолирани од сета таа неопходна ментална и физичка стимулација, што се протективни фактори, всушност може и да не се забележи, да се забележи дури касно, кога да кажеме, пример, жената дома која што целиот живот си готви јадења, некој едноставно јадење веќе не може да го направи. Не зборуваме за сложените рецепти, него некое едноставно јадење веќе не може, па потребно е помош нели од партнерот и веќе тука им станува нели на семејството, а тоа веќе неналикувана мерена веќе форма достигнува. А што е со говорот? Говорот обично се менува, тоа се тие значи јазични делови од когнитивните функции. Когнитивните функции се оние највисоките човекови функции на мозокот. Всушност почнуваат да им недостасуваат некои зборови. Значи не може да се сетат на некој едноставен збор. Некогаш прават дури една замена. И како прогредира се повеќе, веќе и самата реченица недостасуваат одредени зборчина, нели? Значи тука едноставно некој што бил елоквентен, некој кој што имал богата флуентност да говорот и така натаму, веќе тука имаме големо осиромашување дури на целиот говор. А како напредува деменцијата, за жал дури говорот станува, ние тоа го викаме инкохерентен говор, како расцептан, дури како и смислата да не можеме нели да ја сватиме. Значи, во таа заборавеност, кога зборуваме, например, се случува дури кога разговара во еден иста тема, исти муабет, да они постојано ја повторуваат темата. Значи, или па се преминало веќе на друга тема, они пак се враќаат, мислат дека се уште зборуваме за првата тема. А почнуваат ли да се вуат кај нив некакви стравови, несигурност и слично? Апсолутно, апсолутно. Вознемиреност. Постепено, значи, и личноста на некој начин се менува, што да кажеме, најчесто семејството тоа не го сваќа дека се должи на болеста, одеднаш им е чудно зашто се повлекуваат, зашто почнуваат да се нервозни, напнати, се плашат да останат сами дома, например. Се јавува, за жал, дури и депресивност може да се јави. Дури како почеток на Алцхајмеровата деменција може да се јави депресивност. Иако самата депресија во постарата животна возраст е голем ризик фактор за појава на деменција. Дури 2 до 6 пати е поголем ризикот да се јави деменција после депресија ако не се лекува депресијата. Но факт е дека дури и кај лицата со Алцхајмерова деменција, дури над 40% имаат депресивни симптоми. Значи, едно менување на личноста во смисол веќе стануваат незаинтересирани за претходните активности, избегнуваат социјални контакти. Имав еден пациент кој што стално викаше, јас се срамам, колегите мои ќе приметат веќе колку многу заборавам и не сакам веќе да се дружам, срам ми е едноставно, нели? Ту си стигма се јавува, заради тоа што стигмата секогаш постои кога човек е поразличен или од другите. И во таа смисла они се повлекуваат, дури знаете, понекогаш им се менуваат емоциите,
во постара животна возраст, како старееме, може да има промени на емоции при некои надворешни стимулуси, што ни сметаат дека се неадекватни. Но кај деменцијата, варијации на расположението може да се јават дури без никаква причина, нели? Семејството се чуди како ги губи интересите, да речеме, не се интересира што се случува со децата, што се случува со внуците, какви проблеми имаат тие. Но размислува, почнува да размислува на своето минато, на своето детство, окупиране со, знаете, со своето детство, со родителите, браќата, сестрите, животот каков бил тогаш, зборува премногу за тоа. Тоа може да биде и прв симптом на деменција. А знаете, тука обично кога ќе дојдат нивните деца ќе кажат носталгичари. Многу памти, неверојатно памти. До детали зборува за детството, за мајка му, за татко му. Значи кога ќе почне тоа вниманието, нели, кога ќе се пренасочи на минатото комплетно, ама не го интересира што се случува во сегашноста, апсолутно може да биде знак дека почнува, нели, деменцијата, за жал. Имаат ли зголемена потреба за сон пациентите со Алцхаймер? Значи, различно, индивидуално е, има одредени многу, али во понапредната возраст, кога, да кажеме, може дури да спијат и дење и ноќе, но тоа е многу поретко. Поголем проблем и голем проблем за семејствата е кога поготово напредува болеста, што се јавува инверзија на сонот. Што значи тоа? Цела ден постои дремливост, поспаност, меѓутоа ноќите се будни и при тоа се активни, нели, ако имаат веќе проблеми со просторната ориентација, па собираат, претураат и така натаму, на семејствата е вистински проблем ваквата инверзија на сонот. И јас често им објаснувам дека ниту едни лекарства нема да помогнат за сонот, да го вратиме ако не се применуваат тие нефармаколошки начини на, да кажеме, преку ден да се стимулира, да не се дозволува долго спиење, да се активира, за да на некој начин се помести и да се регулира ноќниот сон. Да. Професор, ќе да им овозможим и на гледачите вклучување во програма на телефонскиот број 3076-677. Зборуваме за Алцхаймеровата болест, но професорката прави дистинкцијата со заборавеноста, која што е поврзана со старењето, со годините. Слободно вклучете се во Телма амбуланта со ваше прашања, можеби и со искуство, а доколку имате некоја дилема, таа ќе ја разреши професор доктор Роза Крстевска, психијатар од ординацијата за психијатрија Хелиомедика 2. Споменавте дека е многу важно навремено да се открие и да се диагностицира болеста. На каков начин се прави тоа? Постојат ли, да речеме, некакви тестови со прашања и врз основа на тоа да се потврди или да се исклучи болеста? Значи, или по иницијатива на семејството, или по иницијатива, како што реков, веќе на самиот човек кој што чувствува некакви промени, нели? А најчесто, она што ние го во нашите едукации, кои што ги правиме и соматичните доктори, на нашите секцијски состаноци, на психијатриското здружение, на невролошките здруженија, постојано апелираме, значи кога се јават потешкоти, да бидат веднаш пратени кај специјалиста, иако тука и матичните лекари имат навистина голема улога. Во диагностиката, значи постои еден протокол кој што ние го применуваме, а го почнува матичниот лекар, нели? И се користат кај матичниот лекар едноставни тестови. Например, тој се вика мини-кок тест, многу едноставен. Треба да се каже на лицето кое што има проблеми со меморија, да запамти 3 зборови, дека малце покасно пак ќе биде прашано. Да ги повтори. Да ги повтори, да ги запамти, значи му се кажува дека повторно ќе биде прашано. Значи тоа е еден многу симптоматичен аспект во скринингот. Покасно се прави комплетната диагностика, за да се види дали навистина постојат потешкоти и да матичниот лекар, заради тоа што основниот проблем е проблемот во учењето и скорашните настани да се меморираат, значи да се запамтат. Проблемот е, значи тука старите многу долго оние запаметени работи остануваат, меѓутоа оние свежите настани, значи новостекнатите информации. Новостекнатите апсолутно не може да се научат и да се меморираат. И значи овој тест после тоа му се дава или нешто се разговара или му се дава, да речеме, тест на цртање на часовник, што исто така е многу едноставна техника, а навистина дури се часовник со стрелки кој што му кажуваме да нацрта еден часовник, например како зиден часовник, се што треба, што содржи внатре часовникот, нели, они самиот, да, требали бројки, значи стрелки, и
ќе му кажеме, например, одредено време да покажува саатот, например, 11:10. Тој е толку симптоматичен тест, затоа што покажува, всушност тоа зборува за визуоспацијалните способности, затоа што тој дел од когницијата, визуоспацијалните и скорошната меморија се првите симптоми кои што страдаат кај Алцхаймеровата деменција и кои што не упатуваат дека треба понатаму нели да истражуваме. За тоа време додека го нацрта часовникот, после тоа веднаш го прашуваме дали кои беа тие три збора, значи ако ги каже одеднаш сите, најверојатно нема проблем, иако интелектуалци може тоа да го прават, значи интелектуалците малку оние скорови што ги викаме, катов скорови на границата до кога нема или има деменција, малце се повисоки од нели другите лица кои што има да кажеме помало образование, бидејќи едукацијата во принцип е еден од протективните фактори на доживотно учење, нели што го зборуваме, но да се вратиме на претходното прашање. Фактички ова се тие основни тестови кои што матичниот. Има исто така еден многу лесен тест, Mini Mental State Examination скала се вика, значи за кој што едноставно и матичниот лекар, но најчесто заради немање време, иако треба 10 на 15 минути за тој тест го прават специјалистите, кои што исто така веќе имаме една граница што ни покажува, не упатува, ако е под таа граница, тогаш веќе треба да се дадат посложени тестови. Имаме многу клинички тестови кои што се доста осетливи, доста специфични и може да ни дадат навистина точни податоци дали веќе меморијата страда и другите когнитивни функции, а исто така имаме една батерија на невропсихолошки тестови, веќе имаме огромен број на психолози кои што ја поминале оваа едукација за невропсихологија и една комплетна батерија на тестови кои што навистина ни дава еден детален увид во когнитивните функции и една голема сигурност со тоа дали се работи за лице кој што има деменција или се работи за едноставно можеби има една друга состојба, благо когнитивно расстройство, која што е состојба пред деменција, меѓутоа не мора никогаш да влезе во деменција, затоа што може да бидат други причините, многу голем број на причини, а не развој на Алцхаймерова деменција. Но еден добар процент, значи над 30% од тие со благо когнитивно влегуваат после во деменција. Затоа треба тестирањето. Ќе продолжиме, професорке, двајца гледачи чекаат да се вклучат во програма, да им дадеме предност и можност да ги постават прашањата. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас јавам од Битола. Така? Боледувам од повеќе канцери, ама и многу заборавам, докторки. Сам не знам што работат. Значи, имате, ако добро разбав, карцином? Да. Добро. Дали е тоа поврзано? Добро, ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Може ли тука да постои поврзаност? Значи, во ризик факторите се секогаш други болести, коморбидитети, значи поголема е можноста лице поготово што има кардиоваскуларни, цереброваскуларни, респираторни и така натаму, значи да биде во ризик за развој на Алцхаймерова деменција. Но тоа не значи, нели, рековме ризик фактори се само ризик фактори. Исто така може да има и појава на депресивност кај лицата, поготово со потешки заболувања, нели? Кој што депресивноста има своја когнитивна симптоматологија и не мора да значи деменција, но исто така депресијата е голем ризик фактор да се влезе во деменција. Но секако може апсолутно да се работи во дадениот случај само за анксиозност, стрес апсолутно, значи која што дава анксиозност, може и депресивност дури да се јави, која што дава чувство на заборавеност, расејаност, значи помала концентрација во нештата. Во секој случај би препорачала на гледачката во Битола, има психијатри, има невролози, каде што ќе се обрати и кои што ова што зборувавме ќе направат интервју, ќе направат клинички тестови, може да се направи и невропсихолошко тестирање и да се види за што се работи. Зошто е битна, нели, ќе зборуваме раната дијагноза понатак. Ајде да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Изгледа се исклучил.
Во ред. Споминавте дека има многу начини за тестирање, за потврдување на дијагнозата, но дали се потребни некакви лабораториски анализи? Дали анализата на крвта дава информации или пак некакви снимања на мозокот со магнетна резонанца, компјутерска томографија? Јас го спомнав тој протокол кој што пред неколку години го направивме заедно со Сдруженијето на матични лекари и специјалисти по семејна медицина, кои што по тој протокол, всушност, матичниот лекар, за да не се губи време, нели, да дојде на специјалиста, па пак да се врати на матичниот лекар, потребно е да се направи една комплетна лабораториска анализа на крв, на урина. Тука е многу значајно да се исклучи анемијата и да се исклучат уште некои работи, затоа што тука може да се работи за појава на еден симптом како на деменција, уствари да се работи за иреверзибилна, повратна, значи не вистинска деменција. Значи тука ради слабокрвност, ради анемија, ради недостаток во тироидниот статус, обично хипотироидна функцијата кога е на тироидната жлезда, затоа по тој протокол обично се бара тироиден статус да се направи, комплетни лабораториски и исто така обично 2-3 дефицита на одредени витамини може да даде слика исто така на деменција. Значи тие се 10 до 20% тие реверзибилни деменции кои што ги викаме. Тука се, да речеме, особено дефицит на витаминот B12, дефицит на фолната киселина, исто така и витаминот D знае да даде одредени потешкоти во меморија. Значи најчесто е потребно да се направат овие испитувања како би се исклучила, нели, нивното влијание на когнитивните функции, па понатака, нели, истражуваме за самата деменција. Затоа што и други фактори, како на пример алкохол, може исто така да даде слика на една деменција, одредени лекови кои што влијаат на меморијата. Има лекови кои што ги знаат сите доктори, кои што имаат антихолинергични ефекти, нели? И тие може да дадат таква слика. Значи, сите овие состојби по протокол се напишани, нели, што треба се да се исклучи, за да сепак понатаму истражуваме во правец и докажување на дијагнозата, нели, за деменција. Исто така, секако дека компјутер на главата, на мозокот, нели, магнетна резонанца е убаво да се направи, иако клиничкото, како да ви кажам, клиничката дијагноза е најзначајна. Во почетокот, на пример, може да нема никакви промени на компјутерот. Магнетната резонанца е повеќе значајна кога имаме васкуларна компонента придружна на оваа дегенеративна компонента од Алцхајмеровата болест и практички е добро и да се исклучат други влијанија. На пример, може да се работи за некој тумор во мозокот, нели? Значи може да се работи за на пример блок во вентрикуларниот систем на ликворот, значи хидроцефалус со нормален притисок. Значи различни влијанија може да бидат од страна а додека во почетокот може никакви промени да нема, но тоа не значи дека нема деменција. Така. Покасно се јавуваат кортикални атрофични промени, нели, кои што даваат слика на компјутер, јасно дека имаме кортикални атрофични промени, проширување на субарахноидалните простори и на вентрикуларниот систем, што е еден, нели, дополнителен знак дека се работи вистински. Али клиничката слика секогаш е најзначајна. Имаме уште еден гледач. Ајде да го вклучиме во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавуваме од Скопје. Така. Поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Многу поздрав до Розе, докторката, и многу ми помогнала у животот. Голема благодарност до нејзе. Драго ми е што се јавивте и што споделевте позитивно искуство со нашата денешна гостинка. Ви благодарам што ја следите Телма амбуланта. Предпоставувам немате прашања, туку се јавивте само да ја поздравите професорката. Само да си ја поздравам. Така, добро. Здравковска. Така. Поздрав и од мене, секако. Фала да си ми жива. Професорке, споменавте дека е многу важна раната дијагностика. Зошто е важна кога нема лек? Така. Значи, многу е важна и реков, дури оваа година како главна тема, нели, на светските Алцхајмер асоциации се рана дијагноза. Затоа што се смета дека дури во развиените земји
само 50% од лицата со деменција добиваат рана диагноза. Зошто е значајна? Многу е значајна. Значајна е сепак за почеток на лекувањето. Нема лек кој што ќе ја врати болеста назад или лек кој што ќе ја сопре болеста. Оние лекови кои што во моментот ги имаме на располагање се лекови кои што ја успоруваат прогресијата. Многу е значајно и за лицето кое што има деменција, и за семејството, нели, пријателите, што поспоро, бидејќи ова е долг процес, значи не е процес што ќе се заврши за кратко време, што подолго, што повеќе од когнитивните функции да се зачувани, бидејќи има огромен број на студии кои што покажуваат една голема разлика кога не се примаат лекови, кога не е рано почнато со лекови или кога одложено се внесуваат лекарствата. Има разлика во прогресијата. Значи, целта на лековите кои што моментално ги имаме на располагање се токму тоа да се успори прогресијата на деменција. Секое успорување многу значи и за лицето, колку повеќе е независно, колку повеќе функционалност е запазена, колку повеќе може, нели, секојдневните животни и активности, да дружби и така натаму, што подолго внуците да имаат баба како што треба или дедо, нели, децата многу им значат нивните родители, нели, колку се нели се уште присутни тука или веќе нели не може да се комуницира на адекватен начин. Професор, ќе помагат ли природните лекови како што е гинко, билоба, витамин Само Е? сакам да дополнам уште и за раната диагноза. Има многу нели фактори зошто е битно, но исто така најчесто кога се она што претходно го зборувавме, кога лицето веќе го менува својот карактер на некој начин, својата личност, почнува дома доста и кавги да има, поготово меѓу брачните партнери, нели, затоа што другиот не може да свати што се случува, нели, да со лицето. До вчера здрав човек. Кога веќе ќе знае дека се работи за болест, знаете, тогаш веќе толеранцијата е поголема, сваќаат зошто тоа се случува, не го прави затоа што, нели, ради тврдоглавост, егоистичност и така натаму, токму тоа е болеста која што го прави. Тогаш многу повеќе, нели, може да се функционира полесно, а исто така, некогаш во почетокот лицето се уште има некои незавршени работи, па сака да си каже како сака да се лекува, еден ден дали ако има потреба од грижа и нега, каде сака тоа да биде, нели, направено. Оние можности и општеството нуди некои работи, нели, здравствениот систем, контактот со лекарите, со лицата кои што ќе му пружат, нели, помош. Сето тоа е многу битно со раната диагноза. А исто така, поготово и кај нас, меѓутоа поготово во светот учества во некакви истражувања заради тоа што постојано се откриваат нови лекови. Сега, на пример, има еден нов лек кој што е во Америка веќе почна да се дава на лица со Алцхаймерова деменција, иако се уште се потребни клинички студии за да покажат, по брза постапка беше одобрен од FDA, Асоциацијата за лекови на Америка. Многу е скап се уште, нели, се уште треба клинички студии да покажат дали се ефектите подолгорочни, затоа што веќе има излезе една студија која што зборува, да, затоа што тој е нов лек кој што делува директно на оние промени, тоа е бета амилоидот кој што се таложи и ги уништува на некој начин, нели, нервните клетки, лек кој што директно делува на тој амилоид, меѓутоа се покажа сега во една студија дека, да кажеме, кога ќе се престане со лекот, повторно се случуваат тие промени. Уште неколку лекови се пред излегување, нели, за на овој начин кој што таргетира директно промените кои што се случуваат во мозокот. Значи има надеж дека ќе дојде, ќе излезе лек кој што ќе биде, да кажеме, и директно ќе делува, нели, со тоа да можеби и да се излекува, но тоа се уште не го знаеме, нели? Меѓутоа, лицата кои што веќе имаат деменција имаат можност да влегуваат во тие истражувања и да направат повеќе и за себе, меѓутоа и за идните генерации, нели? Уште еден гледач очекува вклучување во емисија. Добар ден. Добар ден. Значи, прашањето ми е следно. Дали претрпен страх во раните години или во животот, секојдневието, или стрес некој појав, без оглед на возраста, дали се доаѓа до деменција, односно дали се губи дел од деменцијата, или постапно оди тоа со самото старење на организмот, со губење на хормоните и така мислам во подминати години. Ако добро ве разбрав, дали претрпен голем страв во детството или пак голем стрес може да доведе до деменција или пак не се слушаше убаво. Да, не се слушаше добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија.
прво да одговориме на гледачката, нели? Да. Пошто и вие имавте едно прашање, значи вака, ние почнавме малку, напоменавме некои ризик фактори. Верувам дека и на гледачите, нели, им е познато што значи ризик фактор, што значи етиологија, причина за одредена болест. Значи, за Алцхаймеровата болест се уште не се знае што е причината, зошто кај одредени лица процесот на дегенерација на невроните се случува побрзо отколку кај нормалното старење. Нервните клетки се тие. Да, невроните се нервните клетки. Затоа што патохистолошки, знаете, и кај нормалното старење ги имаме овие промени кои што ги среќаваме кај Алцхаймеровата деменција, но кај Алцхаймеровата деменција се многу изразени. Значи, таа дегенерација, нели, на нервните клетки со тие едни типични промени што патохистолошки се гледаат. Но постојат огромен број значи светски признаени, докажани со големи студии ризик фактори. Ризик фактори сами по себе не предизвикуваат, меѓутоа во комбинација со повеќе ризик фактори може да сигурно процентот на можност да се заболи Алцхаймеровата деменција е многу поголем. Дури се смета дури до 30-40% може да се намали можноста да се влезе во деменција или да се одложи деменцијата доколку овие ризик фактори не постојат или на време се третираат. Еден од тие ризик фактори е секако и стресот. Значи стресот преку механизмите кои што се знае стресот како делува, дури кај лицата со Алцхаймерова деменција, дури и кортизолот се гледа дека е покачен, што обично е, нели, кај стресот присутен. Но да кажеме, не е само стресот сам по себе, има и други лица кои што големи стресови преживуваат, па не влегле во Алцхаймер. Значи тоа е ризик фактор. Значи постојат голем број на ризик фактори. Тука е стресот, тука е, да кажеме, едукацијата се смета исто дека е Ќе проговориме подетално и за едукацијата, професорке. Тука да погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со тенишната Телма амбуланта. Почитувани, останете на Телма, бидејќи имаме уште многу информации да споделиме со вас на оваа тема. Со професор доктор Роза Крстевска, психијатар во психијатриската ординација, односно во ординацијата за психијатрија Хелио Медика 2, денеска зборуваме за Алцхаймеровата болест. Професорке, во земји како што е Јапонија, на старите лица им се советува да учат странски јазици за да спречат деменција. Што се случува со мозокот кога се учи странски јазик? Така. Прво да кажам дека околу оваа препорака сепак има контраверзни студии. Одредени студии се да, тоа е така, но од други студии се скептични колку на вистина помага кога во постара животна возраст се учи јазик. Но во секој случај има на вистина издржани студии кои што го покажуваат позитивниот ефект на учење јазик. Дури има студии правени кога кај лица со Алцхаймерова деменција кои што знаат еден јазик, мајчиниот јазик, нели, и кои што им знаат мајчиниот и плюс странски јазик. Дури е забележано дека во одредени делови на мозокот, кортексот, тоа кората на мозокот, дури е подебела кај тие што имаат знаат два јазика од тие што знаат еден јазик. Всушност, во тоа обично се случува, учењето на јазик е поврзано, значи, со тој медијален дел на слепоочниот, темпоралниот лобус и одредени регии во фронталниот лобус. Мозокот е создаден од неколку лобуси и практички дека тука всушност и поготово влијаат на така наречената зголемување на когнитивната резерва. Но јас малце пошироко сето тоа би го ставила во кој контекст е и учењето на јазик и другите многу друштвени активности, односно тоа припаѓа во оние протективни фактори на ментална стимулација, кои што постојано се советуваат, нели? Учењето на јазик, лицата кои што знаат повеќе јазици се во подобра позиција од лицата со еден јазик во однос на како ризик фактор. Значи не како етиолошки, пак како ризик фактор. Но учењето во постара животна возраст исто така, односно постојаната ментална активност се сметаат за протективни фактори. Не само генерално едукацијата како едукација, зашто и доживотно учење, нели, се пропагира кај постарите лица, нели, учество во разни социјални групи, социјална комуникација, што повеќе да останат, например, крстозбори решавања, овие пазлс, слагалици, нели, работа, играње шах, карти, дискусија,
дискусии, читање на книги, па и телевизија гледање апсолутно, слушање музика. Лица кои што имаат хоби се сметаат дека се во една подобра улога отколку лицата кои немаат хоби после пензионирањето, кога остануваат без тој, нели, без таа ментална стимулација. Физичката активност и исто така се смета како еден протективен фактор. Значи, учењето на јазиците е тука во таа стимулација, нели, на мозокот. Сега, да кажеме, во оној поразвиен свет дури се советуваат оние игри на компјутер. Се, нели, нашето население не е до толку блиско фамилиаризирано со компјутерите, но секоја една социјална активност, значи на ментална стимулација и секако физичка активност се протективни фактори. Гледач очекува да се вклучи во Тилма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам за баба ми. Има 63 години и има 2 мали мозочни удари. И го користи лекот Ојкавит. Добро. За заборавеност. Сакам да знам дали е добар тој. Добро, ви благодарам за вклучувањето во Тилма амбуланта. Значи, покрај Алцхајмеровата деменција, која што е во најголем процент, 60 до 70, 80% од сите случаи на деменција, втора е васкуларната деменција. И дури постои Васкуларна со крвни садови, да објаснеме. Васкуларната деменција која постојат најчесто се јавува или после мозочен удар, или мултиинфаркти, повеќе инфарктчиња во мозокот, па ќе се сумираат, па ќе дадат слика на деменција, или да се работи за, да речеме, исхемија во кортикалната или во субкортикалната маса, белата маса, врзани е, значи, со васкуларните моменти, васкуларните ризик фактори, но исто така, васкуларните ризик фактори, кога зборувавме, нели имам, реков ја, многу ризик фактори, исто така се сметаат за ризик фактори за појава и на Алцхајмерова болест. Значи, третирањето, и тоа не само во староста, третирањето и во младоста, и во средната возраст, кога ќе имаме хипертензија, кога ќе имаме хиперлипидемија, обезитас, кардиолошки заболувања, сите тие се ризик фактори и за васкуларна деменција, и за Алцхајмер, а еден голем процент, дури како над 80 години, дури во 50% се смета дека миксна форма постои Алцхајмер со васкуларна. Во дадениот случај претпоставувам што имало, нели, 2 мозочни удари, дека е видено лицето од невролог, не значи дека лице кое што има мозочни удари дека апсолутно има деменција, но ако апсолутно се јавува проблеми, како што рече, нели, внукот, дека е тоа се јавува веќе заборавеност, секако дека треба по прецизна диагностика дали има тука благо когнитивно расстройство или има деменција. Во тој случај за деменција се поспецифични лекарствата. Оикамидот е на некој начин не се смета како лек, но се смета од тие типови на стимулатори, додатоци на исхрана, нели, тие препарати, кои што во овој случај конкретно оикамидот ја подобрува метаболизмот, оксигенацијата на мозочните клетки, нели? И сигурно има позитивни ефекти, меѓутоа ако се работи за деменција, дури и васкуларна деменција, која што лековите специфични се регистрирани за Алцхајмерова, но исто така се даваат и кај миксната форма и кај другите форми на деменција, затоа што ефектите во студиите покажуваат дека и таму ги имаме позитивните ефекти. Професорке, пациентите што прележале ковид, имаат ли зголемен ризик да развијат Алцхајмерова болест или некаква друга форма на деменција? Значи, веќе излегуваат студии, затоа што веќе има искуства, нели, со ковидот, пост-ковидот состојбата, нели, и во други, верувам, прилики сте разговарали, многу се зборува на телевизија за компликациите пост-ковид, дека, нели, се јавуваат и на менталното здравје, добар процент на анксиозност, на депресивност, дека мозочни удари се јавуваат и секако и за деменцијата веќе се зборува. Да кажеме, во една студија голема излезе дека после ковид, особено кај лицата, нели, постарите лица, дури над 2,5% добиваат нова диагноза за деменција. А поготово, ако биле во една тешка форма со делириум, тоа е кога се во една збркана, конфузна состојба за време на ковидот, нели? Обично тоа на интензивните неги е присутно, во тој случај дури над 4,5% добиваат веќе диагноза за деменција. Веќе ние имаме искуство, имаме доста пациенти кои што прележале ковид и кои што апсолутно имаат потешкоти со меморијата,
Кај некои и предходно постоеле потешкоти, но апсолутно не во таков интензитет како Сега е пост-ковид. потенцирано. Апсолутно е потенцирано, нели? Или веќе имаме знаци веќе за присутна деменција. За жал, ковидот веќе се знае дека е веќе ризик фактор за нели појава на деменција, а долгорочните има веќе дури група во Европа направена од стручњаци кои што ги пратат долгорочните ефекти на мозокот од ковидот. И моето последно прашање за денеска, верувам дека ќе има простор за него. Колку време по диагностицираниот Алцхаймер пациентите имаат простор за нормален живот и колку всушност е животниот век по оваа диагноза? Тука нема 100% нели точно колку години се живее и колку трае Алцхаймеровата болест. Обично просек се зема 10 години, иако траат и по 16-20 години, значи тоа зависи од коморбидитетите, зависи од грижата и негата. Значи кога се зборува за онаа лесна форма на деменција, тоа и покрај што имаат тешкоти и лицата успеваат значи да се грижат и за себе, дури можат и самостални дури да бидат со една поддршка нели од семејството, трае неколку години. Постепено се влегува 3, 4, 5 години, до 10 години дури трае она лесна со умерена форма, нели? После тешката форма, буквално она кога навистина е тешка форма, што да кажеме и помал број од пациентите доживуваат, затоа што се јавуваат други компликации во однос на животот, како и кај секој човек, нели, мозочни удари, срцеви удари и така натаму, пнеумонии и слично од кои што нели може човек да се нели да заврши. Во секој случај дури 5 години може да биде 1 до 5 години се смета тешката форма. Значи сепак е долг процесот на Алцхаймеровата деменција. Значи луѓето обично знам дека поготово во почетокот кога се соочат со тоа им делува страшно. Јас сум имала, се сеќавам една пациентка која што така многу ми беше драга, која што викаше: јас ако имам Алцхаймерова деменција, јас ќе се самоубијам. Дури толку страшно, катастрофално е доживуваше. Значи стресот е секако голем во почетокот. Меѓутоа обично луѓето денеска сакаат да знаат, значи да им се каже диагнозата дека имаат Алцхаймерова болест, навремено да се почне со терапијата. Терапијата ја одложува прогресијата. Има долго уште време да бидат заедно со своите внуци, со своите блиски, да имаат квалитетен живот, нели, да уживаат во секојдневните нешта. Значи стравот навистина е преголем и непотребен, затоа што има многу други болести што јас би рекла кои што се пострашни, побрзо ги носат нели луѓето од Алцхаймеровата деменција. Едноставно треба да се живее со болеста, да се прифати нели во секојдневниот живот и се уште да се живеат оние убави моменти кои што остануваат до крајот на животот. А за сето ова е клучна ранната диагностика. Значи навремено да се диагностицира болеста. Навремено диагностика, треба апсолутно сите оние ризик фактори кои што уште од средната возраст да водиме сметка, меѓутоа и во текот на деменцијата, притисокот да се регулира, мастите да се регулира, дијабетот е голем ризик фактор, депресивноста да се лекува, значи сигурно постојаната нели контакт со психијатар, со невролог, со матичен лекар многу значи во еден добар квалитет на живот и на лицата кои што прифаќањето од околината, апсолутно стигмата да се нели наруши свесноста за сето тоа, помош од општеството. Па и за самото семејство е потребно, не само за заболениот. Семејството мора да има поддршка. Нема да стасаме. Семејството во голем процент развива анксиозност, депресивност. Над 50% луѓето се жалат дека е стресен им е животот и грижата, нели дури дека и на здравствена. Сето тоа значи треба секако да се помогне на семејството. Професор, ќе ви благодарам за вашето исцрпно појаснување. Прилично јасно за нас сите кои што не сме во делот медицинскиот свет на темата Алцхаймерова болест. Се надевам дека повторно ќе бидете гостинка во нашата студија. Ви благодарам и вас за можноста секако и на гледачите. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден од вторник до петок во 12:45. Следите Тилма амбуланта, а понеделниците се резервирани за педиатриските теми во 0+ месеци. До гледање.